наша сцена за Танкица Стоянова. Здраво, Танкица. Ало. Како си, добре? Одлично, хвала. Бугарскиот ти е до совршенство, подобер од мајчин, сакаш на бугарски да зборувам или на македонски? Ами както искате, може и на български си говорим. Кажи ми, од каде знаеш толку бугарски добре? Таму заврши. Таму заврши? Да, таму заврши. Предходно знаеше бугарски? Не. Не, таму го научи. Таму го научи за тие 4 години. Браво, ова е, вчера те слушам, викам, добро девојче, бар грешка една да направеше. Нема грешка, Танкица е бугарка оригинална. Која се потреба? Зборуваме за представата Секс, лаги и љубомори од режија на Симиша Евтимов, каде што 6 актери глумите бравурозна една представа, една ремек дело направено представа која што каде и да појде во Македонија, мислам дека ќе урнебесно ќе ги забавувате сите и ви посакувам да ја прошетате цела Македонија сега, повторно кога малце се олабавија мерките, да видат луѓето што значи добро направена представа. Искрено и јас се надевам на тоа. Вчера јас не знам, никогаш немам толку многу уживано одамна, не знам, сум гледал преубави представи, но така уживање како вчера ми се нема случајно од поодамна. Да не можам да се сопрам од смеење. Баш ми е бил. Вообичаено на комедиите се воздржувам зашто сакам да слушам, знаеш, ако се смеете прегласно па не слушате репликите од глумците, а тоа ми смета, но вие тоа успешно го направивте, почекувавте да се подсмири публиката за да продолжите и не изгубивме ништо ни од текстот, ни од глумата и беше навистина направено до совршено добро. Фала ви, Цесарче. Кажи ми, ти си најмлад актер од овие 6 мина, Да. иако се сите млади, да речем една млада екипа беше, во режија на Симиша Евтимов, кој исто така е млад и што можам да кажам дека е најдобриот оној што ги прави представите да бидат турнебесни. Во изминативе, не знам, неколку месеци, неколку негови представи гледав. Всушност можам да кажам пол од представите што ги гледам се од Симиша. Му викам Симиша како ти е, како се забавуваш, како ти успева. Па викам, веќе неш ги поминав сите театри, сега не знам, треба малце да имам време, малце да се одморам да наполнам батерија. Да. Кажи ми, вие, актерите, колку време ви треба да наполните батерија? Па што знам, ние тие батерии ги полнавме еден многу долг временски период. Но сега, например, веќе од кога почнавме, минатата недела одигравме 2 представи, сега вчера и денеска имаме уште една, така што не е некој многу долг тежок период за полнење на батерии, бар за таква представа. Кажи ми, која ти беше прва професионална улога во театарот? Животинска фарма во режија на Љупчо, тоа беше 2018. Улогата на мој. Таа беше представиште беше. Значи, каква среќа си имала ти да глумиш во представиште од представи? Тоа е среќата. Прво и најдобро. Кажи ми, како ти беше, таа е, прво е тешка представа за да ја спремиш, а второ во делот како што игравте загушлив, тоа беше специјално направена. Јас ја гледам по прилеп на Војдан Чернодрински. Предпоставам слична била сценографијата и тука. Да, истата сценографија. Истата сценографија, во затворен простор. Да, во хангарот, сето тоа сено и сите тие таму околности што беа. Беше една тешка представа, може да кажем доста издржана представа, но беше големо задоволство да се игра во една таква представа и се биде дел од ансамблот кој што играше таму, затоа што беше прекрасно. Љупча, Георгиевски режисерот. Прекрасен. Прекрасен е. Бубе, кога прави представа, тоа е сигурно знаеш дека е таа маестрална представа. Го гледав исто во Битола сега. Баш една од представите кои ги гледав беше од Бубе. И му кажа дека добро е што работеше да знаат што значи добра представа да се направи. Кажи ми, таа представа не освои награди на Војдан Чернодрински. За жал. За жал. А вие, јас бев убеден дека треба да победи, но знаев дека нема да победи, ради XY причини. Дали вие го имавте тоа чувство, иако не ги знаевте другите представи, дали го имавте чувството дека сте морален победник на фестивалот и дека требаше да победите и дали ви беше криво, може би? Искрено тоа ми беше мене прв фестивал во Македонија, после враќање од студии и сето тоа и знаејќи ја ситуацијата во Македонија за жал. Знам дека насекаде тоа е на врски, корупција и сето тоа, така што
И сум убедена дека колку и да си добар, Струмица си е секогаш провинција на некој начин и дека секогаш треба некој друг кој што веќе пред да стигне на фестивалот знае дека ќе ја земе наградата, за жал. И тоа е можеби еден момент каде што треба тоа да се смени во Македонија, чисто за да се подигне мотивацијата на едно поголемо ниво, барем кај, ева да кажем, кај нас младите, затоа што со години гледаме дека тоа е една така многу честа слика и кој што за жал се повеќе и повеќе се повторува, така што иако знаевме дека си бевме најдобри, да не така да кажем скромно најдобри, сепак пак ќе кажем тоа е Македонија, за жал. Так. А кажи ми, за комедијата знаеше уште од мала дека те бива за комедии? Не знаеше? Искрено јас завршив средна формација, така што немам никаква додирна точка со глумата и А како ти дојде да се запишеш на глума? И тоа не е во Македонија, туку во Бугарија? Така што почнав со драмска секција во средно, ми стана интересно и така се пробуди таа љубов и ете ме, овде И ете те тука. Во Бугарија, кога студираш, имаше и други македонци со тебе? Во мојата класа не, но годината претходно и после мене па. Се дружевте таму? Што правите, да? Па искрено дружбата си беше многу убава и во некои моменти така фалат тие денови, студентски денови. Студентските денови се паметат, да, и најубавите. Најубавите. Да, најубавите. Да. Се дружевте и со бугарите? Да. Дека во класа бев со 7 бугари и само јас си бев македонка. Така? Да, и си беше многу убаво. Те сака? Те чува? Како капка? Да. Се слушате до ден денеска? Се пратите? Да. Пред 2 дена бев во Бугарија, баш се видовме. Да? Да, така, една убава средба, топла средба. Си ги гледала во професионални представи сега? За жал, ниту еден од колегите што завршивме не работи во театар. Стварно? Да. Само една од колешките работи во радиото, таму што е во Благоевград, и другиот колега работи во театарот, но како сценски мајстор. А зошто? Искрено да ви кажам, не знам. Не сака тие или? Не, тие сакаат, ама не знам, сплет на околности. Така се случи. Штета, обично тоа треба да е... Да, за жал. За жал. Таква е ситуацијата, што излегов едно, така да кажем, најсреќните. Најсреќните. А тие доаѓа да те гледат тука? Да, се биле, дури 2017 игравме овде представа од таму од факултетот и игравме тука на Ресто Шишков. И беа фасцинирани од начинот на работа, како се тоа се прави. Супер. Кажи ми за вчерашната и вечер ќе имате истава представа. Како ти беше тебе кога слушаше дека ние во публиката лудо се забавуваме? Преголемо задоволство ми представува тоа. Затоа што, како што кажам, живееме во еден така монотон свет, каде што само неубави работи не се случуваат и така на час и пол да се исклучиш и да се насмееш од срце ми прави особено така задоволство. Така. Глумеше љубовница, да речеме на некој начин, бугарка, која што до совршено добро зборуваше бугарски. И многу од луѓето, па ако не знаат дека не си македонка, ќе помислат истина дека си бугарка. Да. И јас бев шокиран колку добро зборуваше. Друго е да зборуваше, друго е и да глумиш на бугарски јазик. Ти успеа тоа многу лесно и со леснотија тоа изгледаше. Не знам како одеа подготовките, дали од старт требаше да бидеш бугарка или? Од старт. Од старт си... Мислам, на почетокот почнавме со македонски, потоа просто пробав на бугарски и излезе супер. Излезе супер. И така и си остана. Така и си остана. Да. Кажи ми, не го игравте подолго време, да речем овој текст, споминам можеби година дена од кога се направи паузата. Лесно беше да се врати бугарката повторно на сцена? Па да, првата проба беше малку така што требаше тука, како требаше и потоа си оди. Си пробала, освен во театарот, веќе си тука активна неколку години, си пробала нешто, филм, не знам, синхронизирање, нешто? Не, во Македонија серии? Во Бугарија сум пробала така со реклами и такви работи и таму си е супер. Таму е супер. Во Македонија не. Кажи ми, рече одиш во Бугарија често, Да. Има таму некој агент што се грижи можеби за тебе да те пробива, да речем, на тој пазар? Да, тоа е како кастинг платформа си има, со агенци соработуваме, Јордан е прекрасен човек и така.
Тоа е еден начин на кој што, мислам, многу полесно стигнуваме до кастинзи, до некакви цели и задача колку овде. Овде, например, мене ми се чини дека е многу по-неорганизирано за разлика од таму. Што правиш овде кога не работевте? Спремав магистратура. Си имаше друга занимација. И во истовремено бев во Црвениот крст, дека таму сум волонтер веќе 13 години. И таму делење на пакети за време на карантини, така, делење на лекови на кои што им е потребно и така. Магистратурата ја заврши? Да. Да? Во средата. Во средата, честито нека. Фала ви. Само што е на сосема друга гранка. На што? Хотелиерство и гостителство. На туризам и така. Сакаш и таму нешто да правиш? Не си ни знам. Живи, здрави, да. Па сега ќе видиме како ќе биде. Вчера ја игравте представата после недела дена, значи Да. пред минатата недела имавте. Денеска повторно играте. Да. Ќе ти треба денеска, например, момент да и се посветиш, например, на представата или не? Пред представа само дојдеш си играш? Не, пред представа си. Доаѓам се спремаме, си повтараме текст малку Така. и тоа е тоа. Не е тешко. Не е тешка, не е тешка. А и да сгрешиш, никој нема разбере. да, некој нема да примети дека е сгрешено нешто. Кажи ми што е приватно, љубовници има ли или нема во Струмица? Сакаат ли глумици, млади убави? Во Струмица има и нема. Има и нема. Да, искрено. Се плашат од глумица како девојка да има? Па, се сретнав со тој проблем и да, и така да можем да кажем Струмица, но така. Да. Така стресно има, вика глумица, ќе треба да ме вара на сцена со некои колеги. Кој не си е познала дека професионалноста, што е професионално, што е приватно и кој не прави разлика, не е потребно во еден таков живот, така да. Така, Секој по својот пат. Секој по својот пат. Книги читаш? Да. Филмови гледаш? Не. Не? Серии? Многу ретко. Многу ретко. Со телевизорот малку сум скарана, така. Да. Ако убаво. Кои книги читаш, какви е жанра? Искрено повеќе трилери, психологија, драма, нешто такво, кој што е така по заинтригирачко да размислуваш што се прави и што ќе биде и како ќе биде. Годинава ќе има нови комедии? Се надевам дека да. Да. Искрено се надевам. Твоите што кажуваат како се ја одиграла улогата? Моите беа фасцинирани. Да. Тоа што кога ме видела на сцена и дека прво не знае дека сум плава, дека сум со кратка коса, дека бугарски ќе играм и тие ништо им не кажа тоа. Тие нема знаат во едно такво светло. Бидејќи по принцип сум така скромно, мирна и по едно време излегува на сцената Анкица сосема друго издание. Да, викат, видија мала да отвори наша. Да. И ама супер, мислам, се додека има такви коментари, значи работата е квалитетно сработена. Да, ти се среќна, убаво ти е, се забавувавте и вие вчера. Ти благодарам многу што ми беше дел од Мајчна сцена, ти посакувам многу представи да имаш и вакви, и драми, баш буквално како овие што ти се погодија, да си продолжат така, тоа ќе биде супер, се ќе биде во ред, само ти продолжи доке што застана само понабор на линијата. Ви благодарам од срце. Добре, во Мајчна сцена е за Јулија Милкова. Здраво, Јуле. Здраво. Како си ми? Одлично. Се забавуваше вчера, нели? Секоја представа. Секоја представа. Ти се забавуваш и на трагедии и на комедии. Битно е да е театар. Да. Тоа е кај тебе мотото, театар и се е можно. Па за тоа учевме, нели? Да. Ајде уживаме во работата. Да. Јуле, знаеш уште од мала дека ќе бидеш глумица? Не. Не. Знае некој што од мал што ќе биде. Да, некој знае. Не верувам. Има. Моја предпоставка е дека родителите можат да насадат детето кој што има талент и амбиции, ама дека некој што од мал знае што ќе биде, не верувам искрено. Одиш на тие рецитаторски драмски секции?
Се случуваше да рецитирам. Немахме ние драмска секция во Валандово. Аз во Валандово заврших образование средно и основно. Тоа што имавме приредби. Оде во Радио Валандово како водител времено. Да, работеше? Да. Така, од забава. Так. И тоа беше, немаше некои можности, заврши средното. Во текот на средното, веќе втора година, нека трета, почнав да се ориентирам кон тоа што ќе бидам, како ќе бидам и благодарение на мојот професор по македонски јазик, Бранко Георгиев, кој што ми препорача да читам драмски дела, затоа што во средното образование не се предвидени како лектири. Дополнително, прво нешто што ми го предложи беше и Ибзен, просто бев понесена од тоа како он пишува. Прво негово дело што го ичитав ми беше Нора и мислам дека тогаш тргна работите така по-сериозно да напрегувам да тука нешто има за мене. Да видам јас тука. Ама не бе многу мала, не беше многу, таман беше. Сум била дете под 18, ама не толку како дете. Кај се запиша? Од прва те примија? Да. Во Скопје, така? Драмски уметности во Скопје. Во класа на кога? Кира Вајстевски и Зоја Бозалковска. Кира и Зоја, така? Хубави и Кира и Зоја имат што да пренесат. Прекрасна енергија има и двајцата, посебно затоа што нели Кира до моја лесна земја, се разбира, беше актера, Зоја режисер. Значи, они двајцата имаат прекрасна соработка меѓу себе и многу добро не водеа како класа. И јас сум презадоволна од тоа што они го понудија како професори. Абе, прилепска линија, знаеш. Да, и двајцата. Да, и двајцата се прилепчени. Затоа викам дека се добри, се држиме ние прилепчани. За време на факултетот знаеше дека во Струмица ќе работиш или не на крај памет не ти дојдеш? Не. Значи за време на факултетот јас дури и искрено не доаѓав често да гледам во Струмица и Струмички театар представи нешто специјално. Дури како средношколка јас патував за Скопје за викенди за да гледам представи, најчесто во Драмски театар или во МНТ. Потоа како студента почесто одев за Прилеп затоа што најдобрата колешка и другарка ми беше од Прилеп, почесто одев за Прилеп. Ете пак прилепска линија. Која е другарка? Наташа Новост. Наташа. Така да некаде четврта година мислам или трета. После Наташа и Ангела. Да. Сестра Инези. Беше мала Ангела, за нас беше дете. И да гледа Ангела и се вика, чекај, да, и јас некако да направам. Не, ретко кога ја шетавме затоа што ние бевме. Да, она беше помала. Сега порасна, друга е приказната. Наташа важеше за многу атрактивна, многу бава прилепчанка. Се уште. Се уште е, точно. Така, добро, ма сега е мажена со дете не е интересно. Зошто? Да, не е интересно. Тогаш било поинтересно сигурно кога сте. Ги кажам интересно. Добро, секое време си носи своји бавини нормално, ама во принцип е она истиот карактер кој што сум јас, така. Точно. Тоа е тоа. И така мислам трета или четврта година со некој испит на колегите од театарска режија дојдовме прв тука на Шишков гостувавме. Потоа со дипломската бевме исто на Шишков и тогаш почнав да се вртам тука во Струмица да гледам представи, иако има баба во Струмица, да честно кажам. Ама некако, не знам, немав што ќе се случи тоа, како ќе донесе денот. Потоа се случи нели да се задржам во Скопје, да работам други работи како аудиторка, така да тоа секна, па дојдов тука, кажав јас дојдем во Валандово, ако имате потреба од мене, слободно. Ти им кажа во Струмички театар, тоа сега да прашам. Чека. Така, во 2006, морам да кажем, 2006 дојде на дипломска тогашниот директор Ванчо Мелев, заедно со режисер од Бугарија, Асен Шопов. И им требаше лик за представа, буквално ме дигна од дипломската, каква изгледа, така утредента на проба ме донесла. Изигравме на представа во таа сезона. Таа представа се одрди со се репризи нормално, потоа бев за Скопје и Молк. И кога се врати 2010-2011 година, мислам беше кога секна другите работи. Тогаш дојдов се пријавив, тогаш веќе имаше нова управа. Реков јас сум тука, не знае, нели. Па имаш излезени приказните, па беви водителка на соло, па да толку ме знае. Кога си дошла тука рекле, одма од телевизор. Да, одма. И така реков, ако има потреба, јавете ме се. Веќе подоцна,
Во секоја следно пред да каже речи, значи бев повикана. Ама ме знае луѓето, значи кога учиш во Скопје на факултет за драмски уметности, да создаваш контакти. Така. Што е нормално, а режисерите се тие. Така да веќе имавме познанства и хонорарно, па имаше аудиција за вработување и така. Сакаш ли ти да останеш во Скопје да работиш во некој од театрите скопски? Мислам дека немав таква амбиција. Немаш ли? Не, немав таква амбиција. И сега вака кога гледам, па би го избрала сепак Струмички театар. Мислам дека тоа е најдоброто за мене, затоа што мене животот во Скопје е многу брз, искрено кажано. Живеев таму 10 години вкупно, ама сега да го правам тоа пак не би, затоа што во Струмица имам се што ми треба. Мислам, за мене времето е се веќе, значи кога имаш обврски. И многу ми е важно што сум за 4 минути пеш до работа. Значи многу ми е важно дека сега да сум, значи најмногу за 15 минути каде и да тргнам, да не загадувам природата со автомобили и други превозни средства и сакам да пешачам. Чудно е во малите градови зашто возат коли? Чудно ми е и мене, значи јас со детето многу сакам да пешачам, значи до училиште назад. Сега, ако се успиеме. Да, тоа шајде, да. Да има некоја брзаме, да. Како беше подготовката на представава Секс, лаги и љубомора? Симиша Евтимов е режисер кој што дава слобода, сите тоа го кажувате. И што значи тоа да ти даде слобода? Колку те насочува, колку сама се насочуваш? Па добро, он дава слобода, ама не е дека не ги води работите. Така. Значи он има интересен начин на давање слобода, ама знаеш одоколу и те формира. Не е дека сега ја правите вие што сакате. Не. Тоа никако. Не ми е прва соработка со него, трета ми е, значи си уште прв пат кога дојде, тогаш хонорарно игра, нечко е близко до срцето. Така да, и претходно се знаевме со Симиша, си ги знаеме работите. Ама нека беше толку слобода, не се пак он режисер и он ги води работите. Има он интересен начин како без нервози, без било што, без притисок да го добие тоа што он сака да го добие од тебе како. Жена изневерена од сопругот. Да. Која му враќа 3 пати повеќе. Да. Се спрема да му добре. Се спрема, да. Тоа е многу честа појава, да речем, во македонскиот живот. Немаше нешто многу да бараш, да копаш за да го изградиш ликот. Па не, и ако се ставам метал во таква ситуација, веројатно и јас и Јулија би реагирала така. И се вратам. Да, ќе се Кога тогаш. Кога тогаш клучот кај мене, да. Ќе се вратам. Интересно беше? Да, интересно беше, ете и публиката да кажа дека е интересно, што на нас најмногу ни дава. Интересно е и со екипата која што работим се разумеме, значи треба да сме си погодени. Јуле, како ви успеа, ние паѓавме да сме во публиката, а вие си останавте ненасмеани? Не, во вчерашната изведба, во една од претходните изведби, ми дојде така природно да се насмеам на Стојан. Нешто кога ме глуми во тој момент, кога ме заведува. Така природно ми дојде да се насмеам, треба да бидам озбилна. Ама така малку вака да се поднасмеам, да добро, земи воздух, пауза и продолжи. Доаѓа некогаш. Посебно ако јас слушам некој од публика со интересно смеење, со некои интересни звуци на смеење. Вчера имаше интересни Имаше вчера, ама звуци, тоа беше кога излегов назад се смеев. За малку. Да. Треба да сте активни цело време додека е представата. Сите сте тука пред да влезете, влегувате, излегувате, многу брза, динамична. И сите сме назад, тоа е момент, нели? Што правите позади? Стоиме до грелките и така се топлиме. Не знам дали знаете, ама кај нас театар е многу студено. Многу е студено. Има парно, не да не се лажам. Се снимаме, не знам дали е пуштено парното, но е многу студено. Надоре, иако е зима е... Тука во моментот нема грејење, има на сцена затоа што вечер имаме представа, но не е проблемот во тоа дали имаме нафта и дали е пуштено парното, просто самиот објект треба да се реновира и така и евентуално се преселиме во Староновиот објект. Од кога се преселувате во Староновиот? Од 14 февруари. Тогаш и ударивме првата лопата. Да, бевме. Кога ќе влезете?
Се надеваме до крајот на годинава, така се после. Ама секоја година влегуваме така да се надевате до крајот на И годината. на последното интервју, нели ги Да, реков до крајот на до годината, крајот на тоа годината. беше пред 2 години Точно сигурно. пред 2 години. Ете, до крајот на До годината. крајот на годината сега ќе видите. Има нешто на нагодестување дека нешто ќе мрднат работите? Има пари. Има пари, да. Има пари, како и секоја година, колку што знаеме ние. Колку што разбрахме, има надзорен одбор што како нешто било проблем. Така да Тоа до таму знаете. толку знаеме. Толку знаете. Знаете кои представи ќе се играат годинава? Да, имаме програма, значи ќе режираат Драгана Милошевска, Бојан Трифуновски и Јана Спасич. Добро. Што точно Ќе видиме. да не ја откривам Ќе сега, видиме. сега ќе види. Прво треба да дојде Драгана, толку знаеме, сега после Коле. И така да съм... Ќе глумиш ке Коле? Кај Коле не е десно. Не. Сега ќе има премиера, мислам, Сега ќе прва има. премиера ќе е од Коле. Да, се распоредивме малку. Не тама, сепак. Да. Не може сите, сега да... Точно. Ти благодарам многу што ми си така во магична сцена чест гостин. Ти посакувам да се гледаме што е можно повеќе, тоа значи дека повеќе работиш, имаш време, го сакаш театарот, одлична глумица си, продолжи баш како што си зацртала досега, само продолжи по тој пат, и тој е патот на успехот. Те благодарам многу. Секој е добро и за тебе и се надевам ќе се видиме многу брзо, да не чекаме 2 години. Да, нема да чекаме, сигурно. Да се видиме уште 2 пати до крај на годината и следно да биде во Старо-новиот театар. Тоа ќе биде највалата. Тоа е супер план. Ајде да видиме дали ќе се реализира. Ќе видиме. Ќе видиме.